дека се повеќе и повеќе членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН пристапуваат кон барањето за внатрепартиски реформи, воедно да ги повикам сите мои пријатели, симпатизери, сите оние кои што изминатите 4 години активно ме поддржува и ми даваа поддршка во битката за спас на ВМРО-ДПМН, да застанат позади партиските реформи, тоа што е единствен начин да си ја спасиме првенствено партијата, а после тоа и да си ја спасиме и Македонија и да го продолжиме евроатлантскиот пат. Благодарам. Вие зборувате во името на форумот на слободни патриоти или лично како? Јас зборувам во моје име и во името на моите поддржувачи. Форумот на слободумни патриоти во следните неколку дена ќе излезе со соопштение, ние не смееме да заборавиме. Тега практично форумот беше првата организирана структура која што побара внатрепартиски реформи. Имаме некои здравствени проблеми на некои од нашите членови, се уште не сме одржале состанок, но идејата е иста, целта е иста. Тоа е реформа на ВМРО-ДПМН и враќање на ВМРО-ДПМН на победничките патеки. Зошто токму сега се одлучивте да се приклучите? Пред избори, сепак предизборна кампања е во тек. Видете, ако ме пратите изминатите неколку години, јас бев можеби меѓу првите што јавно проговори дека раководството на ВМРО-ДПМН треба да замине во политичка историја, дека партијата ја води погрешно. Минатата недела се обратив со отворено писмо до Груевски, во кој што побарав негова оставка и заминување од челна позиција на партијата. Денес одлучивме јавно да ги поддржиме, тоест да го поддржиме движењето за реформи, зашто бев повикан од нивна страна да му изразам јавна поддршка. Вчера Груевски имаше една изјава во телевизиско интервју дека ако има пораз на изборите, председателот на партијата ќе биде виновен. Како го толкувате ова? Мислите ли дека можеби вашите предлози стигнале до него или пак е негова одлука се? Видете вака, ако ги пратите анкетите, со исклучок на смешна анкета на Павел Шатев, сите други во овој момент укажуваат дека ВМРО-ДПМН ги губи престојните локални избори. Ако Никола Груевски навистина и мислеше добро на ВМРО-ДПМН, тој уште сега треба да си поднеси оставка и да се замени од челната позиција, за да можеме да спасиме она што можеме да го спасиме до локални избори.